Авакум се научил како да стои со вера, а ние сега од него и од неговите записи во неговата книга учиме ние како да стоиме цврсто со вера. И тоа посебно кога сме во тешки ситуации. И тоа, затоа велам, учиме, кога учите нешто, тоа не се учи онака инстант, одеднаш туку треба време. Тоа е процес. На почетокот од книгата на Авакум видовме дека Авакум е видно вознемирен, имал мноштво прашалници во главата, многу неодговорени прашања. Зошто, Господе, се пропаѓа околу мене, зошто мојата служба не дава резултати? Што се случува со Израел? Како да си не заборавил, како ништо да не правиш, меѓутоа Господ му вели дека погрешно е да мисли дека Бог не прави ништо, напротив, подига цел еден народ, цел една нација, за да го дисциплинира својот народ во позадина нешто што тој и не го гледа воопшто. Авакум потом му вели, ти верувам, ти си свет, ти си непогрешлив, но како тоа преку такви зли луѓе, пагани, ќе го казниш својот народ? Морам да чекам на одговор од тебе, за да ја разрешам таа своја дилема. Треба да чекаш и да гледаш сето она што ќе дојде во иднина. Се уште е во иднина. Знаете, сето тоа беше едно видение кој што е му дадено на Авакум, сето она што ќе се случува, што престои. И Бог му вели, јас ќе ги искористам халдејците за определен период, за да ги остварам своите намери, но потоа и тие ќе си ја добијат својата казна. А во меѓувреме доека чекаш, запомни. Авакум 2.20, тој стих некако завршив минатиот пат. Што? Еден голем стих, еден силен стих. Но Господ е во својот свет храм, сета земја нека замолчи пред него. Доста жалење, доста плачење. Господ е во својот свет храм, Господ владее, Господ има се под контрола. Великиот и суверен Бог не повикува да погледнеме таму горе во храмот и само заради фактот дека Бог владее да замолкнеме и да бидеме сигурни дека Тој има се во своји раце. И ние треба едноставно да му се поклониме и да му веруваме. И да чекаме. До сега видовме 5 точки, сега ќе, веројатно, ако се надевам дека ќе успеам да завршам со 3 додатни точки, но да повториме накратко. Првата точка беше Божите патишта не се наши. Има моменти во животот кога нештата не одат како што ние очекуваме и посакуваме, но тоа не значи дека Бог престанал и не благословува. Тоа само значи дека го користи своето суверено право да постапува како што тој мисли некогаш, секако тоа е за наше добро, меѓутоа ние тоа не го согледуваме, иако нели тоа често е спротивно на нашите очекувања, па затоа сме зачудени зашто ни се случуваат некои работи. Че тој создава соодветни околности во нашиот живот, кои што може да не бидат соодветни за нас, од наш агол на гледање, може да ни изгледа дека немаат смисол, ако се сеќавате кога зборувавме во првата тема, но ние не можеме да се правиме попаметни од него. Тоа што тој го прави во нашиот живот е секојаш најдоброто. Видите, целото ова проучување на овој материјал од Авакум е всушност начин како да се доближиме до Бога, да го запознаеме подобро. Кога ќе го запознаете Бога, кога добро ќе го познавате, тоаш ќе знаете зошто и како. И ќе му верувате без оглед на околностите. Ќе видиме сега, при крајот на ова предавање, да видите како се сменило мислењето на Авакум, драстично. Околностите не се смениле. Напротив, народот е се уште тако како што е, доаѓа една голема сила која што ќе го згази, страшна казна,
Авакум нема ни да ја доживее некаква реформа или подобрување, значи нема да види ништо од тоа со очи, и сепак му верува на Бога. Но за тоа подоцна. Втората точка, неговите патишта се често сокриени од нас. Често нема да можеме да разбереме што ни се случува. Не ги разбираме неговите крајни цели со нас, иако знаеме дека целта му е да не спаси, тоа е факт. Меѓутоа, патот по кој што не води, знаете, ние не го знаеме крајот од почетокот, затоа често пати ја дикуваме. Може би кога се случуваат некои драматични настани, смрт во семејството или, не знам, тешка болест. И што велиме тогаш обично? Зошто Боже? Зошто мене? Зошто кај нас? Зошто меѓу нас? Зошто во нашето семејство? Зошто? Имав поинакви планови во животот, имав поинаква агенда и сега се ми се испреврате, се е поинаку, се се менува, знаете, во секунда може да му се смени животот на човека. Сосем е природно ова прашање, зошто? Зошто се случуваат некои нешта? Но треба да сватиме дека многу често нема ни да најдеме одговор на тоа прашање, од проста причина што Божите патишта се често сокриени од нас, непознаница за нас. Може би најдобро е да го промениме прашањето, наместо зошто, прашањето да гласи кој. Кој и каков е Бог? Пак ќе кажам, сето ова е насочено кон тоа да го запознаеме Бога многу подобро. Кој и каков е Бог? Дали Бог е свет, дали Бог е праведен, дали Бог е милостив и добар и така натаму, ако е таков, тоа што можеме да очекуваме од Него? Зарем може со нешто да ни наштети? Не. Божите патишта се свети, тоа е третата точка, која офативме. Авакум требало да се сврти кон Бога, значи, и неговиот карактер. И кога тоа го направил, сватил дека Бог е свет и дека секојаш постапува праведно и никогаш не прави нешто со што би ни наштетил. Замисли си, Бог го дал најмилото, најдрагото, го дал својот единороден син. Како можеме да се сомневаме воопшто дека Господ може да дозволи да прави нешто што е спротивно на нашето добро? Како можеме да се сомневаме воопшто во неговата љубов, кога го дал најмилото? Или што, Исус ни беше пријател на крстот, а сега не ни е? Далеко с краја да е такво размислување. Тој е нашиот најблизок пријател и тоа секогаш. Секогаш го сака најдоброто за нас. Четвртата точка, Божите патишта понекогаш не тераат да чекаме. Како што го видовме тоа во случајот со Авакум, потребно е време за да пораснеме, за да научиме како да гледаме на нештата исправно, како да ја градиме таа вера. Бог не постапува со нас како во микробранова печка, да кажеме, ќе стајте за 30 секунди, пуп, готово, вие сте зрели, окей, спремни. Не. Тоа се учи, затоа велиме, за да се научи тоа, она што е можеби најбитното, еве и со Јани зборуваме за верата овие неколку саботи. Верата е најбитното, најсуштественото нешто. Без вера не може да му угодиме на Бога. Без вера не можеме да стоиме, како велеше песната. Без вера ќе паднеме. Поготово времињата кои што доаѓаат. Затоа потребно е време за да созрееме. Од проста причина што ние сме како луѓе со многу мани, со многу слабости, оштетување од гревот и потребно е време и искуства за да се очистиме, значи да бидеме како што треба, да не доведе Господ во таа една состојба за да може моќно да не искористи во ова последно време. Петата точка, Божите патишта се уште иднина. Никој од нас не го знае завршното поглавие од нашиот живот. Никој од нас, па и од човечката историја, значи ние можеме да од пророштата да согледаме, како што обично јас имам навика да се држам за некоја општа слика, не сакам да навлегувам во детали. Знаеме, меѓутоа не знаеме во детали, значи не знаеме точно. Не сме способни да кажеме дали нешто што се случува во нашиот живот е добро или лошо. Го образложивме тоа.
Ние сме ограничени. Но додека чекаме на нештата кои што се уште иднина, треба да се подсетиме, како што и погоре спомнав, дека Бог е се уште на тронот и владее. Бидејќи не знаеме, не можеме нито да кажеме дали нештата што се случуваат се добри или лоши. Јаков, мислам дека велеше, ние не знаеме ни утре што ќе биде. Не, утре немаме поим што ќе биде. Затоа, едноставно, оно што ни преостанува е да се понизиме и да ја тргнеме сета гордост од себе и да оставиме Бог да биде Бог. Да ги тргнеме проблемите на страна и да му веруваме на Бога дека се ќе се заврши на добро за нас. Затоа што сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога и се повикани по неговата намера. И така доаѓаме сега до шестата точка. Шестата точка е Божите патишта бараат целосна покорност од наша страна. Видовме еден разговор меѓу Бога и Авакум во првата и втората глава и тој разговор заврши со оној 20 стих што спомнавме. Третата глава од Авакум е молитва на Авакум. Мислам дека Библијата имаше интересен наслов во Константинов. Авакумова молитва или Хабакукова молитва во гнев, спомни си за милост, баш тоа е стикот кој што ќе го спомнеме сега. На крајот, ако стигнеме до таму, се надевам, последните стихови вели непоколеблива Хабакукова вера. Но, поред. Третата глава е целата молитва на Авакум. Малко е тешка за разбирање, иначе има некои чудни поетски елементи тука, поетски форми. И така да нема многу да се задволочуваме, ќе извадиме некои стихови, чисто за да отприлика знаеме за што станува збор. Авакум, 3 глава, 1 и 2 стих. Вели, молитва на пророкот Хабакук врз Шигонот, ова да не е буни, ова е некој вид на поетска форма. Врз Шигонот. Да. Оно што може да го видам од коментарите, станува збор за некоја поетска форма, значи. Како и да е. Вториот стих, Господи, ја чув Твојата вест и сум уплашен, како не би бил, значи од сето она што Господ го најавил, од оние стравоти кои што ги оснајдат Божиот народ. Господи, оживи го делото свое среде годините објави го, во гневот спомни си за милост. Авакум после видението и диалогот со Бога е видно променет. Ова се гледа овде. Да, уплашен од она што доаѓа, но дали гледаме дека овде не годува како на почетокот од првата глава? Сеќавате што како постапи Авакум на почетокот? Еве да очитаме прва глава, 2 стих. До кога, Господи, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Да викам кod тебе насуство, ти да не спасиш. Кај си, Господе? Но тоа веќе го немаме овде. Авакум сега едноставно не негодува повеќе. Тој се покорува на Божјата замисла, на она што Бог го има како намера. Не се противи, туку прифаќа. Да бидеме реални, не е ни свесен дека ситуацијата со нацијата е дури многу по-лоша отколку тој што самиот може да согледа и мисли, да помисли. Но на Израел ќе му се суди и ќе си ја добие казната, Авакум нема да дочека никаква реформа, нема да види во неговиот живот со своји очи, ќе се случуваат секакви стравоти, но тој не се жали сега на сето тоа, не бара никаква промена на ситуацијата, на околностите, едноставно се покорува на Божјата намера. Тоа е тоа што ќе го видиме и подосно неговата молитва. Вели, сети се Боже на делото Твое, за ова е заинтересиран, и оживеј го, одржувај го, за да не сгасне целосно, па да не снема. Го прифаќам гневот, ја прифаќам Твојата казна, но спомни си на милоста, биди сепак милостив во Твојот гнев. Немој да престане Твојата милост. Знаете, кога имате само гнев, истурење на Божиот гнев, а немате Негова милост, што е тоа? Тоа е оно што ќе го доживее планетата на крајот, кој ќе се излева злата, не помешани со милост. Страшно. Страшно е кога Господ ќе го излее својот гнев без милост. И Авакум е свесен за тоа и вели, не заборавај на Твојата милост,
Во гневот спомни си за милост. И ова е навистина треба да биде наша молитва. Знаете, доаѓа време кога нашата главна преокупација нема да биде да бараме од Бога да ги смени околностите. Знаеме дека се полоши и полоши ќе станува. Не, туку да бидеме преокупирани со Него, со Неговиот карактер, со по-тесно запознавање. И молитвата ќе биде: Боже, биди тоа што си. Биди Бог едноставно. Врши си ја својата работа. Постапувај како што ти знаеш и умееш, својствено на твојот карактер. И тоа за нас ќе биде доволно. Како што вели Матеј 6:10, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Господе, како што е Твојата волја на небото, така нека биде и на земјата. Како што е Твоја волја, така нека биде во мојот живот, Твојата волја. А мене, дај ми вистинска вера, права вера, да се покорам на Твојата волја, на Твоите намери, на оно што го намераваш за мене. Да оставиме едноставно Бог да биде Бог, да си ја тера својата работа, а ние повеќе треба да му веруваме, повеќе се молиме, повеќе да читаме, да проучуваме и да го запознаваме, а не да се жалиме и да јадикуваме. Дали беше од минатата седмица, имаше некои, дали стиховите утренски или пак сега, знаете, малку ми е, пошто преведувам нанапред доста и сега ми се мешаат некои, може би се од стиховите нанапред, дека кога се жалиме, знаете ли кого величаме? Не Бога, него другиот. Каде е нашиот Бог, зарем Бог не е силен? А природно е некој ете, не знам, да се пожалиме. Седмата точка, Божите патишта се потврдени во минатото. Ова повеќе пати сме го зборувале. Како да му веруваш на Бога? Значи сега цело време учиме како да му веруваме на Бога, посебно кога не е тешко. Така што ќе се сетиш како тој делувал во твојот живот во минатото. А сите ние имаме некои искуства. Тоа се гледа и во молитвата на Авакум. Авакум е свесен дека животот ќе стане тежок под робство на халдејците, тој нема да биде сведок на никаква реформа, значи ништо позитивно нема да види поправење на околностите во негово време. Може лесно да се разочара од сето тоа, што Бог нели му го презентирал. Но не се обескрбил. И еве како ја градал таа своја вера. Веќе спомнав, нема да одиме низ целиот пасос, малку е тежок, како што кажав, но ќе издвоиме неколку стиха. Авакум 3:15. Еве еден стих, па кажете ми вие на што ве асоцирава, на што ве подсеќа. Газиш во морето со твоите коњи, преку пенењето на многу води. На што се подсетува Авакум? Нешто од историјата. Ајде да ви биде полесно, пошто времето не гази. Псалм 77 е појасен, 19 и 20 стих. Псалм 77, 19 и 20. Низ морето тебе ти се отвори пат и твојата патека низ големи води, а твоите траги никој не ги виде. Ти го водеше твојот народ како стадо со рацете на Мојсија и на Аарона. На што се потсеќава Авакум? На Црвеното море, на излезот, на екзодусот, на поминувањето на Црвеното море. Замисли си во каква ситуација бил Божиот народ тогаш. Од сите страни сардисан, што велеме. И само напред, мислам и напред не може од токаво море, меѓутоа, Господ им го отворил Црвеното море. Господ правил чуда за да го избави својот народ. Зарем Господ не направил некој чудо во нашиот живот порано? Некој Црвено море во нашиот живот, зарем не отворил? Подсетете се. Тој е истиот Бог, не се променил. Ако можел тогаш, што да не изгубил сила сега? 8 стих од Авакум, 3 глава. Пламна ли Господ против реките? Беше ли гневот твој против реките или твојата јарост против морето? Ти јаваш на своји коњи, твоите коли на спасението. Пред излезот од Египет Господ направил
чуда, како ги извел, значи како го извел Божиот народ од Египет. Преку оние чуда, Бог ги претвори реките во крв, меѓу другото. Но не беше гневен на природата, туку сето тоа го направи за да го спаси својот народ. 11 стих. Сонцето и месечината застана во своите живеалишта, пред светлоста на твоите стрели, пред сјајот на твоето блескаво копје. На што се подсеќа? Исус Навин. Господ е осостава и сонцето да го запре. Такви природни феномени, такви чуда да направи, за да го избави својот народ. Тоа е големиот Бог, тоа е суверениот Бог, тоа е Бог оној кој што од храмот владее со целата вселена. Што е проблем за него да направи нешто во нашиот живот? Еве да читаме во Исус Навин, 10 глава. Значи, битката против аморејците, кај Гаваон. Во оној ден, 12 стих, 10 глава Исус Навин, 12 стих, во оној ден кога Господ им ги предаде аморејците на Израелевите синови, Исус му се обрати на Господа и извика пред израелците. Сонце застани над Гаваон и месечино над долината Еалон. Исус Навин се моли тука. И сонцето застана. Како Илија, беше човек како и нас, ама рече да не врне, не врнеше. Рече да заврне, заврна. Со вера, секако. Со вера. Не може тоа без вера. И сонцето застана и месечината се запре, се додека народот не им се одмазди на своите непријатели. Не пишува ли за тоа во книжниот свиток на праведникот? И сонцето застана среде небо и не се навали кон запад, речи си цел ден. Како е можно? Ама за Бога зарем нешто невозможно. Па тој ги воспостави и сонцето и месечината. Па тој може да прави што сака со нив. Немаше таков ден ни порано, ни после, така што Господ му се одзва на човечкиот глас, така Господ војуваше за Израел. Па нели сме ние Израел? Нели сме ние духовен Израел? Да оставиме Господ да војува, да му се покориме целосно, да му веруваме и кога ни е тешко да се подсетиме на овие моменти. Ние имаме своји моменти, но Авакум се подсетува на израелската историја, ние имаме своји моменти. Не верувам дека било кој од нас овде нема некој момент во животот кој што Господ него избавил со чудеса. И денес се сеќаваме на тоа и си велиме неверојатно. Па зошто да се сомневаме сега, денес во неговата сила? Тоа е истиот Бог. Значи, за да ги оствари своите намери, во состојба и сонцето да го запре го треба. Иако не вакво не ни треба, значи. Замислите како што беше денес, па да стоеш уште не знам колку сати сонцето денес и ти испоцркавме. Едва и чекаме да зајде. Ево уште малку. Авакум 3.13 е овој клучниот стих кој што ни помога да го разбереме сето она за кое што зборува пророкот во оваа глава. Си излегол за спасението на твојот народ, за спасението на твојот помазаник, ја разбиваш главата на нечестивата куќа и ги откриваш основите до вратот. Да. Авакум вели дека Бог ги направил сите овие надприродни феномени со една единствена цел да го спаси својот народ. Како велеше Елен Вајд, ние не треба да се плашиме за еднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Да, луѓе, како луѓе, ние сме многу заборавни, многу забораваме, значи на вистина. Но не заборавајте на овие клучни моменти, не заборавајте, пак ќе кажам, секој од нас имаме нешто во нашиот живот поминато, каде што Господ не избил, подсетете се кога сте во тешка ситуација на тие моменти, сетете се како Бог постапил тогаш. И едноставно
Аплицирајте го тоа на сегашното време, сегашната неволја, проблем кој што го имате. Може би треба да почекате, но веруете дека Бог ќе најде решение и ќе ви избави од таа ситуација, затоа што тоа го направил некојаш порано. И кај многу од нас и често пати. Замисли се, Авакум изградил ваква цврста вера 600 години пред Христа. Знаете ли ние во кукава предност сме пред Него? Ние живееме 2000 години после крстот, после Христа, кога зборуваме за избавувањето на Божиот народ. Најголемото дело што го направи Бог е тоа што го даде својот син на крстот. Со тоа е обезбедено избавувањето наше од гревот. И пак ќе повторам како претходно што кажав. Никогаш не смееме да се сомневаме во Божјата љубов, бидејќи таа била многу пати потврдена во минатото, а најголемата потврда е крстот Голготски. Има луѓе кои што, не знам, велат, јас не се секам за мојот живот, ама велат, зарем Господ ме сака? Не, Господ мене не ме сака. Сомневање покажуваат на Божјата љубов. Може би тоа било порано, да кажеме, во нашиот од со Бога на почетокот. Меѓутоа, низ искуствата, низ времето, ние едно треба да ни биде сигурно дека Господ нас не љуби, и тоа со вечна љубов. И затоа ни укажува милост, затоа ни укажува добрина, и затоа се што прави во нашиот живот е за наше добро. Да се посетиме 1 Јованово 4.10, кога станува збор за ова. Љубовта е во ова, 1 Јованово 4.10. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Бог е љубов. И Бог, она што го направи, кој може да го направи? Го даде своето најмило, својот единороден син за нас, затоа да не се сомневаме во неговата љубов кон нас. И 8 точка, ова е шлагот, односно јаготката на шлагот. До која ситуација, значи до кој стадиум дошол Авакум? Кратка книга од 3 глави, меѓутоа на почетокот го гледаме во каква ситуација е, а што читаме на крајот? 8 точка, Божите патишта носат ненадмидлива радост. Кога вие му верувате целосно на Бога, кога го познавате, кога знаете дека е добар, кога ве мисли секојаш најдобро, тогаш до што дајете? Авакум 3.16, значи тоа е последниот дел кој што во Константинов е насловен непоколеблива Хабакукова вера. Тоа е она што ни треба нам. И ова навистина се гледа кај него. Непоколеблива. Цврста вера, се гледа дека со вера стои цврсто. Вели во 16 стих, чув, мојата утроба се затресе. Значи повторно кажува на самата помисла, значи на она што следи, не може да нема сето тоа влијание врз него, и тоа се уште го гледаме овде. Ми треперат устните при тој звук, гнилиш навлегува во моите коски, на своето место се растреперив, зашто јас ќе го чекам спокојно скрбниот ден за народот кој ќе се подигне да не нападне. И сега гледаме и овде дека е спокоен, мирен, иако кажав таа помисла што се следи, значи не може тоа да нема влијание врз него. И факт е дека ова покажува и една друга работа, дека верата во Бога не ги исклучува неволите, туку напротив и страдањата во животот, туку понекогаш ќе се најдеме среде неволи, затоа што тие се потребни. Зошто? Затоа што Господ често пати не испитува преку искушенијата, испитува нашата вера, а испитувањето на нашата вера, како што вели Јаков, што создава трпение, да чекаме, да се учиме да чекаме, трпението на светиите, а трпението нека има совршено дело, како што вели 4 стих од Јаков 1 глава, за да бидеме совршени и потполни без никаков недостаток. Тоа е целта Божја, да направи цврсти непоколебливи, со цврста вера без никаков недостаток. И сега погледнете на крајот чудесната трансформација кај Авакум.
Околности се исти, ништо не се сменило. Меѓутоа, Авакум е тотално променет. Многу убави стихови, често пати знаеме да ги цитираме и треба да се сеќаваме на овие стихови често пати. Од 17 до 19. Тоа е крајот од книгата. Што вели? Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозијата, макар и трудот на маслинката да не успее. Сега, сватете, смоквата, лозата и маслинката, што значат долу за Израел там. Ништо да нема. Макар и да е така, и полињата да не донесат храна, значи жито, јачмен, ништо, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, што вели Авакум? Јас и тогаш ќе се веселам во Господа. Ова е непоколеблива, цврста вера, Христова вера е. Не зависи од околностите, не зависи од она што ве обкружува. Јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Господ Бог е моја сила, Тој ги направи нозете мои како на срните и ќе ме направи да одам по височините мои. Што е тоа што го прави радосен? Знаете, ние често пати се молиме и викаме, па сега сум тажен, нормално да сум тажен, таква ми е ситуацијата во живот и така натаму. Кога ќе се сменат околностите, тоа ќе бидам радосен. Тоа вера ли е? Па и некој неверник таму надвор ќе се радува нормално кога му е се окей. Не, вистинската библиска вера, она Христова, ако сакате, вера е ова што гледаме кај Авакум, непоколеблива вера. Без оглед на тоа што се случи околу мене, без ова треба се научи, значи за ова треба време, не е ова туку така. За ова треба искуство, за ова треба близина со Бога. Мора да го познавате Бога и да сте близки за вакво нешто да кажете, да изустите воопшто. Без оглед на тоа какви се околностите во мојот живот, јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе бидам радосен. Значи, самата помисла на тоа кој и каков е Бог, тоа е она што Авакум го радува. Околностите ништо не може да го зарадуваат. Допрва доаѓаат потешки моменти, знаете, окупацијата и мноштво на израелци ќе бидат однесени во робство во Вавилон и така натаму. Само Бог и неговиот карактер, значи, се доволни да му веруваме и да бидеме радосни без оглед на околностите околу нас, ако го познаваме добро. Па за да го запознаеме и за да ја изградиме верата, ни е потребно Словото. Како беше денес, да ја подсетам, од каде доаѓа верата? Од слушањето, од проучувањето на Божјето Слово. Треба да се дружиме со Библијата. Од тука ќе го запознаеме Бога поблиску. Ќе осознаеме кој и каков е Бог. Секако и искуствата наши, да не забораваме од она како Господ не водил во минатото, да се надоградуваме и да пораснеме и да дојдеме до една ваква непоколеблива вера како што е имал Авакум. И пак ќе кажам на крајот, познавањето на Бога ни е доволна причина да му веруваме и животот да ни биде исполнет со вера и со радост и со мир, без оглед на тоа што иде, што доаѓа, ние немаме поим утре што ќе се случи. Нека Господ ни помогне тогаш да изградиме една таква вера, непоколеблива, цврста, да стоиме со вера и да бидеме победници заедно со Господа секако. Амин.